Никој не ги следи престапниците кога ќе излезат од затвор. Медјаши е за доживотен затвор. Поранешното и актуелното раководство на СДСМ на средба кај шеф институциите затајуваат. Никој не ги следи престапниците кога ќе излезат од затвор. Медјаши е за доживотен затвор. Која институција затаи во грозоморниот случај од Плачковица, а веќе денеска се обелоденува нов напад врз малолетник во Струмица и во овој случај насилникот веќе бил во затвор за сексуално злоставување. Психолозите велат дека државата досега само површно ги наблюдувала престапниците откако тие ќе излезат од затвор, без вистинска грижа дали можат одново да нападнат. Дејан Ефремов ги има коментарите на повиканите. 24 часа по обелоденувањето на ужаснувачката драма на блудничење врз малолетници во Штипско, нова жртва на педофил во Струмичко. Во оваа напуштена куќа во струмичкото село Банско, 53-годишниот Зекерија Сулејманов повеќе пати блудничел врз 14-годишна малолетничка. За монструозниот чин ни давал по 100 денари. Работата излегла на виделина откако сиромашните родители се посомневале од каде и се парите на нивната ќерка. Истиот во 2007 година секторот за внатрешни работи Струмица до основното јавно обвинителство во Струмица поднесе кривична пријава поради основано сомневање дека сторил кривично дело облюба над немокино лице. Селаните шокирани од гнасниот настан со остри тонови на осуда. Иако втор ден како педофилот од Банско е во бегство, соселаните знаат каде се крие. Тука негде може горно дел, тука в планината. Кумита, Рамија. Лош човек е. Последните случаи на педофилија ги открија слабостите во државниот систем кон лицата кои огрешувајќи се пред законот и издржувајќи ја казната, го повторуваат делото. Условно кажано, нивната ресоциализација, која што треба да ја завршат во затворскиот дел, треба и понатаму нивниот надзор да продолжи. Од казнено-поправните установи велат, проблемот со тотална ресоциализација на овие лица не е само нивна надлежност. Тоа е добар терен и за работа на различни невладини издруженија во кои во својата програма може да опфанат токму активности од областа на постпеналното прифаќање на осудени лица со подолги казни. Психолозите и социјалните работници единствени во оценката. Душевното расстройство кои педофилите со задоволување на ниските сексуални страсти им ги нанесуваат врз нивните жртви децата е трајна. Кај младата личност оставаат една трајна последица која што изискува подолготрајни третмани. Штипскиот монструм од синоќа е во 30-дневен притвор. Досието за стравотната и потресна драма за двајцата малолетници, жртви на педофилот од Шашаварлија, Јове Костадинов, се комплетира, велат денеска од Штипското основно јавно обвинителство. Невладината Медјаши бара доживотен затвор за насилниците, ги повикуваат надлежните органи, посебно центрите за социјални работи, да си ја завршат работата што е во нивна надлежност. Медјаши реагираше повторно и побара поголема одговорност од одговорните државни институции таму каде што се згрижени децата, како што е случајот со домот без родители 11 октомври, и сметаме дека народниот правобранител исто така според член 24 Закон за народни правобранители треба да го испита овој случај и да побара одговорност од оваа државна институција, а исто така и Министерството за труд и социјална политика треба да преземе санкции спрема одговорните во оваа детска институција. Нашите интенции за лагање се судиите да досудуваат повисоки казни, минимум 10 до 15 години, а максимални доживотни казни, во зависност од кривичното дело. Центрите за социјална работа имаат големи ингеренции. Мислам дека треба да бидат помобилни, поефикасни и континуирано да ја следат состојбата со децата, посебно деца кои живеат во кризни состојби и во дисфункционални, и сметаме дека они треба да имаат првичната информација и да се обидат да ги отргнат децата од сексуално насилство и насилство во семејството. Постојат интенции дека децата се охрабрени да го пријават насилството, родителите исто така, и мислам дека е многу важно за насилството да не се молчи. Ги охрабруваме децата, родителите, најблиските да го пријавуваат и дека сексуалното насилство насилникот треба да добие максимална доживотна казна затвор.